Почитувани читатели на Дума МК, добар ден од просторот каде што Дума МК е сместена или од нашето студио кое што ние го направивме се со цел преку видео и стрим да ви овозможиме разговор со луѓе кои што вам ви се најпотребни. Вие веќе знаете дека повеќе од 6 месеци на нашата страна duma.mk имаме и посебна категорија Фан клуб Фести, во која што една од подкатегориите всушност е наменета за вашето здравје и за исхраната. А кога здравјето е во прашање, тогаш нашиот соработник, специјалистот кардиолог, доктор Атанас Георгиевски е човекот кој што во изминатите месеци ви даде многу препораки и отвори многу теми кои што се важни, значајни за животот или за вашето здравје. Јас ќе му речам добар ден, докторе. Добар ден. На човекот кој што е препознатлив по хуманоста, кој што е лекар и кој што лекува пациенти, задоволни пациенти, докторе. Така барем слушам, но се уште не отворил, за жал, ординација во нашиот град. Ве мотивираме да отворите и амбуланта, се извинувам, во Велес. За денес отправме една тема, го земавме во предвид стресот, или влијанието на стресот како причина за акутен инфаркт и покачен крвен притисок. Докторе, колку стресот е причина за појавата и на едната и на другата болест? Најнапред да ви се заблагодарам за ослободениот медиумски простор што ни дозволувате и на нас лекарите директно да се обратиме до нашите пациенти, па тој разговор што го водиме во нашите ординации да можеме да го префрлиме во печатените и во електронските медиуми каде населението највеќе веќе ги користи. Голема благодарност до Дума МК како еден портал кој ни овозможува простор да делуваме превентивно за многу заболувања. И сега се поставува прашањето како делува стресот и зошто тој назив стресот толку виси во етерот и континуирано го споменуваме, меѓутоа не ни е јасно како е ефектот, односно каков е ефектот од самиот стрес. Значи, стресот во овој момент можеме да го препознаеме како еден најсилен фактор кој влие на покачениот крвен притисок, меѓутоа кој последно води и до развој на акутен инфаркт на миокардот. Кога еден пациент ќе се најде во една состојба на долготраен стрес, значи ние не зборуваме само за акутна реакција која што трае 1, 2 до 3 месеци. Говориме за стресни реакции кои што траат известни периоди, па дури може да траат и години. Во тие моменти, кај човекот се случуваат серија на ендокрини, хормонски промени, налачење на одредени хормони, како што е адреналинот, норадреналинот, кои се континуирано присутни во крвотокот на нашиот пациент. Сметајќи дека тие се цело време овде, нивната функција е да ги стискаат, да ги стегаат крвните садови, односно е вазопресор. Таа вазопресија континуирано помалку го покачува крвниот притисок. Не е случајно кога се наоѓаме во изразен стрес, дури и стравот е стрес, знаете, кога сме премногу исплашени, наеднаш ќе се покачи притисокот кај човекот или има силна главоболка. Тоа е токму поради стегањето на крвните садови. Тоа континуирано оштетување на крвните садови, стегање и пуштање може да биде погодна почва за развивање на така наречени атеросклеротски плаки. Тие атеросклеротски плаки со текот на годините може да бидат основна појдовна точка од каде би започнал и би се развил акутниот инфаркт. Имено познати се една направена голема епидемиолошка студија во Македонија, односно во поранешна Југославија, во периодот на распадот на големата држава, во периодот кога голем број од фабриките започнуваа да бидат затворени. Забележано е дека во моментот кога се затвараше фабриката Железара, која имаше голем број на вработени, над 10.000, процентот во целокупната тогашна Република Македонија на инфаркти се покачил за дури 3%. Значи тоа е многу голем процент за само со еден акт. Значи тие луѓе беа во еден стресна реакција и сето тоа си понатака си ги донесе последиците.
Докторе, како се манифестира акутниот инфаркт? Можеме ли да го препознаеме? Кои се тие симптоми кои што првично се можеби видливи со око? Вака, секој пациент во основа ќе го познае дека доживува инфаркт. Знаете, тоа му се пациентот прво и основно ќе почувствува една силна, многу силна градна болка. Нашите пациенти често ја опишуваат дека тоа е болка како убот од нож или остар предмет. Значи тоа во тој момент пациентот од лежење во мир доживува силна градна болка која дотогаш не ја познава. Значи тоа е болка која што е нова, он веднаш ќе знае дека нешто сериозно се случува. Се манифестира во предниот дел, во градите, значи болката е со силен удар во градите, која што започнува од лжичката, да речеме, значи кај народот, позната или во градната коска, која понатака се шири во целиот лев прекордиум, ние велиме, или во целата лева страна од градата, за да продолжи кон неговата рака, лева рака, зафаќајќи го делот до прстите. Често се случува да оваа болка иридира, односно се проширува и кон вратот и кон вилицата на пациентот, или пак да оди кон грбот, значи да се проширува према назад, зависно од кој дел се наоѓа инфарктот. Значи, често од нашите пациенти ја опишуваат дека тоа е многу силна болка која ги буди од спиење. И најчесто инфарктите и најголем дел од инфарктите се случуваат во раните утрински часови, некаде во 6 до 10 часот, кога пациентот станува од спиење и почувствува нагла силна болка. Во англиската, англосаксонската литература, често таа болка се споредува со удар на копито од коњ, значи дека е толку многу силна колку што коњот со своите копита би го удрил пациентот напред. Значи тоа е многу силна болка. Често во тие, како симптоми, може да има дури и гадење, дури и повраќање кај пациентот, силна главоболка, гушење, немање на воздух, значи он знае дека нешто се случува и често ќе го видите пациентот како со својата рака се држи овде. Значи го стега и е во стисната состојба. Целиот е препотен, значи има обавезно и препотување кај овие пациенти, но ова е кај 95% од случаите. Мораме да споменеме, особено кај пациенти кои имаат долги години дијабет, кои се дијабетичари, значи подолг период, дека поради оштетување на нервите кои ги примаат импулсите за болка од неправилно регулираниот шеќер, вредности на шеќерот, може да настанат инфаркти кои ние ги викаме silent, односно тивки инфаркти, кога пациентот буквално не чувствува ништо. Он не е свесен, не осеќа градна болка, не осеќа препотување, не осеќа болка во вилицата, меѓутоа само по некое време ќе започне да чувствува чувство на глад за воздух. Значи се гуши, нема доволно воздух, замор, една малаксаност, значи која што веќе е последица на последиците од инфарктот, односно на умрениот дел од миокардот и веќе неможноста на срцето да испумпува на миокардот на срцето и не може срцето доволно да испумпува за да стига крв на секаде. Значи тие се така наречени тивки или silent инфаркти, за среќа се поретки, меѓутоа пациентот мора веднаш внимателно да се прегледа и едниот и другиот токму поради сериозноста на заболувањето. Докторе, точно сакав да ве прашам за ова, дали во таква ситуација пациентот или граѓанинот, велите вие пациент, не е граѓанин, треба да се поместува, треба да се движи или пак треба да биде во постојано лежачка состојба? Значи, тоа е многу убаво прашање. Што треба нашиот пациент да направи кога чувствува такви силни изразени симптоми? Тоа ни е нас многу важно за да им кажеме на пациентите. Пациентот прво и основно, значи златното правило е подхитно веднаш да се обрати на лекар. Вие инфарктот како пациент не можете да го спречите. Не може ниту никој друг, освен ако веднаш не се отиде во болница. Значи инфарктот се развива и правилно време е веднаш да се обратите на лекар. Значи пациентот не треба да седи, не треба да лежи или да мирува или да трча или да се движи, него веднаш да се обрати до најпрвата медицинска помош. Зошто ова го кажуваме? Повторно ќе се повикаме на англосаксонската литература која вели time is muscle, значи времето е мускул.
Што е можно побрзо да стигне нашиот пациент до болницата, толку побрзо има време и за да има помало оштетување на миокардот. Ме разбирате? Зошто? Што е во основа инфарктот? Инфарктот е руптура или пукање на една атеросклеротска плака, ние викаме, односно една наслага на маснотии во крвниот сад, и која формира тромб вонатре во самиот крвен сад. И во тој момент престанува да има доток на крв од горниот дел веќе надолу. Во тој момент делот од срцето кој е во инфаркционата зона, односно во местото каде што нема крвоток, полека изумира. Ние болката не ја чувствуваме друго, ја чувствуваме од немање на кислород. Значи, нашите миоцити, односно клетки во срцето, во тој момент изумираат. И заради тоа мораме веднаш да се обратиме на лекар. Во медицината, во Европската асоциација за кардиологија, воспостави критериум кој вели дека доколку успееме од моментот на забележувањето на промените на ЕКГ, во кој ќе ги направи нашиот доктор, забележиме промени кои кажуваат дека се работи за акутен инфаркт, дека имаме време 120 минути или 2 часа за да го спасиме миокардот. Доколку во тој период успееме да му поставиме на пациентот и правилна диагноза и терапија, односно да го стентираме, во тој момент ние пациентот сме му го спасиле миокардот. Секое губење над таа 120 минута, значи веќе клетката, односно основниот градбен дел на мускулот на срцето не може да издржи и полека изумира. Затоа не смееме да губиме време. Времето е есенцијално кај овие инфаркти. Веднаш пациентот да се обрати до лекар и лекарската служба, независно, значи, ова го кажувам затоа што често во лекарската пракса имаме пациенти кои симптомите на инфаркт ги доживеат во доцните ноќни часови, да речам некаде во 12 часот, 01 или нели подосна, и мислат, чекаат до утрето наутро за да се обратат кај својот лекар. Тогаш е веќе доцно. Значи, независно, вие и да имате силна градна болка која се случува во доцните часови, морате да се обратите на лекар. Дали зависно тоа ќе биде итната медицинска помош, дали ќе биде некоја ургентна интернистичка кардиолошка амбуланта, дали ќе биде ургентната клиника или било каде, мора да ве види лекар за да се направи ЕКГ. Доколку на ЕКГ-то се забележи промени на ЕКГ-то кои кажуваат дека се инфаркт, во рок на 120 минути да имаме ние време да го пренесеме до Скопје пациентот, бидејќи од градот Велес треба да патува до градот Скопје, да го стабилизираме најнапред, а потоа да го испратиме и да се постави таму, веќе да се прими во клиниката и да се постави стент. Ме разбирате? Тоа мора да се помине сето во 120 минути. Затоа времето е есенцијално. Докторе, што бележи статистиката? Младите се повеќе подложни на акутни инфаркти? Во овој момент статистиката кажува дека како расте возраста, шансите, ризикот од инфаркт е се поголем и поголем. Но, на жалост, живееме во едно време кога практично се храниме многу лошо, живееме под континуиран стрес. Значи, борбата, трчањето за секојдневниот живот, борбата за пари и сето тоа, забележуваме дека кај се помлади и помлади пациенти имаме акутни инфаркти на миокардот, односно акутни инфаркти на срцето. Така да не се веќе ексклузивност пациенти кои што се со 26-27 години, а кои веќе имаат стентови. Значи, во текот на денешниот ден, во утринската пракса имавме пациент кој беше 27 години, меѓутоа стентиран пред 5 години со 2 стента. Значи, пациентот не имал на негова 22 годишна возраст веќе акутен инфаркт. Многу заболувања кои што се наследни, генетски наследни, кои што прават пореметување на маснотиите, односно на липидниот статус, ние што викаме, на холестеролот и триглицеридите, прават за тие триглицериди и холестерол да се таложи во крвните садови и да формира се поголеми и поголеми плаки. Па да така, да може и како помлад човек да доживеете инфаркт. Значи, младоста апсолутно не го исклучува инфарктот. И затоа советувам до секој помлад човек, чии родители имале како помлади инфаркт или кои преживеале мозочен удар или кои знаат дека имаат пореметување на маснотиите во крвта,
обавезно да се консултираат со своите матични лекари во поглед на водење на стратегија како тие пациенти да си ги водиме во иднина, за да ги заштитиме навреме да не настанат инфаркти. Вие веќе зборувавте за препораките и кажавте неколку препораки на нашите читатели и во моментов гледачи. Јас сакам само уште ова да ве прашам. Ја спомнавте неправилната исхрана. Кога велите неправилна исхрана, сметате на брзата храна? Да, на брзата храна во одредена мера, меѓутоа мораме да внимаваме, знаете, неизбалансирана исхрана е неправилна храна. Значи неизбалансирана. Не само пациентите, значи кога кажуваме нездрава храна, не значи дека се само хот дог и хамбургер. Ме разбирате? Значи често нашите појадоци во најголем дел на македонското население се банички. Значи тоа се бурек, значи кифлички, во кои што се припремени со голема доза на путер, на маргарини и на јајца. Сето тоа е извор на холестерол и триглицериди. Кај нас протеините се многу малку застапени во нашата исхрана. Ние многу малку консумираме за појадок овошје или зеленчук. Во нашата култура зеленчукот се јаде заедно со салатата. Ретко каде ќе видите некој да има ексклузивен појадок од зеленчук. Значи тоа е кај нас нажалост ретко. Или овошје. Да, или овошје. Значи ние мораме да работиме на тоа. Мораме најнапред да внесуваме многу здрава храна. Што подразбира здрава храна? Храна која што е сиромашна со масноти, со холестерол и триглицериди, но и сиромашна со пестициди. Тоа мораме да го споменеме. Бидејќи не е здраво, знаете, јаболкото е здрава храна, но ако е 16, 18 пати прскано, тоа не е здраво. Тоа дефинитивно не е здрава храна, дури и да е овошје. Тоа го намалува ризикот од вашиот инфаркт, но го зголемува ризикот од карциноми и останати малигни заболувања поради пестицидите. Значи, се советува храната да биде практично ние што ја велиме органска, односно не третирана со пестициди. Во градот Не можеме ли да дојдеме, докторе? Нажалост не можеме, меѓутоа мораме да се обидуваме, да почнеме да ги променуваме навиките на исхрана, дури ако треба и во голем дел да произведуваме дел од нашата храна, за да имаме контрола на сето тоа, односно да консумираме храна која што е контролирана, која што не е прскана со премногу. Знаете, не може да јадеме јагоди во јануар месец. Не е во ред да јадете свежо овошје кое што не расне во или во доматот кој што го значи во Македонија да увезуваме од Кина или од некаде друго храна, тоа е нонсенс. Значи ние нашето тело е создадено за навиките на исхрана овде и затоа е потребно да си јадеме свежа храна од свежите зелени пазари, не да земаме значи увозни материјали кои не знаеме како се третирани. Ја заокружуваме ова прва или го заокружуваме овој прв дел од разговорот. Кога се договаравме, исто така, докторе, рековме дека крвниот притисок е исто така болест на која што треба да се обрне внимание. Како да го направиме тоа? Значи, крвниот притисок, кога веќе ја спомнавме првата тема, мораме да го спомнеме и крвниот притисок. Моментално, значи во светот, покрај епидемијата на коронавирус, постои епидемија на хипертензија, односно на покачен крвен притисок. Покачениот крвен притисок е вториот стресоген момент на нашите крвни садови. Нашите крвни страдови се под стрес од адреналинот, кој се длачи од нашиот начин на живот, брз начин на живот. Од друга страна е под влијание и стрес од холестеролот и триглицеридите кои ги внесуваме од неправилната исхрана, токму бркајќи го тој брз живот. И третиот момент е покачениот крвен притисок. Покачениот крвен притисок, кога растат високи вредностите, крвните садови имаат голем отпор на нивните зидови. Значи, притиска на самиот зид. И е тоа нормално, значи пластично да го објасниме на граѓаните. Ако земеме едно црево за наведнување на дворот, да речем на паркот, ако ние ја затнеме со прстот цревото, ќе започне
многу голем притисок да прска водата, меѓутоа си го оштетуваме цревото кое што ја носи водата нели од нашата чешма до градината. Исто се случува и со нашите крвни садови. Нашите крвни садови се создадени да работат на притисок од 120 со 80. Кога сме повозрасни толерираме до 140 со 90. Меѓутоа, ако ви имате континуиран стрес на 200, тоа значи континуиран притисок на крвните садови. И со тоа цело време значи оштетување на зидот на крвниот сад и формирање на ригидност на него. Споради таа ригидност на крвниот сад, кај пациентот многу може лесно да настане пукање на крвен сад и да имаме искрварување, кое може да биде во мозокот, па да развие пациентот мозочно крварење, или пак евентуално дури такво во некој друг орган. Но исто така, ако е помалите значи помалите пукнатини, може да бидат погодно место за развој на тие атеросклеротични плаки. И што е најопасно и што не води до инфарктот, е моментот кога високиот крвен притисок не само што делува на зидот на крвниот сад, него делува и на плаките, на оние атеросклеротски плаки, на оние зони на масноти што се наталожени над зидот и лесно ги одлепува, буквално ги истргнува оттаму поради високиот притисок и со тоа прави еден тромбоген материјал кој ќе влезе во крвниот сад, формира тромби кои веќе ги запушуваат се што е подолу од таа промена. И така настанува акутниот инфаркт. Обично, наскоро на повеќето миокардни инфаркти им претходи состојба на покачен крвен притисок. Затоа е многу важно да го контролираме крвниот притисок. Прво и основно треба да бидеме свесни. Иако сме млади луѓе, треба да мериме крвен притисок. Значи не може да си дозволиме никогаш, значи во животот да немате измерено притисок, значи да се случува ниту еднаш во годината да не измерил пациентот притисок. Иако е млад човек, значи тоа е недопустливо, тоа е здравствена некултура. Докторе, на која возраст? Значи во кардиологијата сметаме до 45 годишна возраст пациентот спаѓа во групата со помал ризик. Значи од 45 години нагоре спаѓа во групата со среден ризик, додека над 65 годишна возраст пациентот не е во висок ризик. Значи ова подразбира, значи возрастни луѓе кои што се до 45 годишна возраст треба да се измерат повремено притисок. Значи еднаш во месецот е сосем доволно за да знаеме колку е вредноста. Доколку забележат покачени вредности над 140, над 160, 180, треба да се обратат на своите лекари за да тоа навреме се спречи. Бидејќи знаете како, притисокот е често го опишуваат како бик со рогови. Ако вие мудро го задржите ова животно, бикот, може да го спрегнете и да ја влече вашата кола, односно да го раземиштето. Меѓутоа, ако го налутите, може да стане опасно животно кое може да ве убие. Токму и тоа е нашиот крвен притисок. Ако ние дадеме добри лекови, навреме го фатиме, ќе спречиме илјадници компликации кои што би не однеле од самиот крвен притисок. Вие веќе ги кажавте последиците, значи нерегулираниот притисок го оштетува срцето, првен ги оштетува крвните садови, а потоа го оштетува срцето и на крајот може да го оштети и мозокот, доколку дојде до состојба на излив, народно познат. Да. И кажавте дека треба да се мери притисокот. За помладите рековте барем еднаш месечно. Што е со овие повозрастна група на граѓани или веќе болните? Кога е, докторе, најдобро да се мери крвен притисок? И втората работа, кога е најдобро да се земе терапијата за крвен притисок? Да, значи вака. Начнавме една широка тема со голем дел на прашања. Значи кога е првен да започнеме, кога е најдобро да се мери притисок? Притисокот се мери во мир. Значи пациентот не смее да биде пациент кој што веднаш трчал по скалите и да го мери притисокот. Тоа не е релевантна бројка. Не се мери притисок кога сте силно изнервирани од, не знам, состанок со вашиот шеф или расправија со сопругата или во тој момент не се мери притисок. Бидејќи во тој ние знаеме дека ќе биде покачен. Значи, најмалку 30 до 40 минути пациентот треба да си одмара, да биде смирен. Се поставува прашањето, често го добиваме, докторе, дали на лева или на десна рака? Значи, на двете раци.
Независно дали ги ставате манжетната на вашата лева или на десна рака, треба да се мери во мир. Значи, кога е он смирен пациентот и е правилно и добро да го измерите и на левата и на десната, бидејќи е возможно да има разлика и треба да си ги запишеме. Кога треба да ги земаме лековите? Лековите за притисок ќе ги земаме онака како што нашиот лекар ги запишал. Обично нели се пиет наутро или навечер. Наутро често ги советуваме пациентите после станување, нели утринското будење, одење во тоалет, за формирање на практично на таа навика да се испие лекот за притисок. Зависно од лекот како го дозирал докторот. Бидејќи има лекови што траат 12 часа, има лекови што траат 24 часа, има лекови што траат и 6 часа. На лековите за притисок обично не зависи дали сме ние гладни или не. Меѓутоа, тоа мора за секој лек поединечно да го дискутираме, бидејќи тоа е веќе фармакодинамика на препаратот кој лекарот го иницира, го дава на самиот пациент. Меѓутоа, што е најважно кај лековите? Да се пијат редовно. Значи, многу често кај нашите пациенти ќе редат, ќе видат дека се подобри. Ден, два, три, четвртиот ден веќе не го мери притисокот, петиот веќе не го ни пие лекот за притисок, бидејќи е добар и ги чека компликациите. Тоа е најлошо. Разбирате? Бидејќи станува збор за еден тивокубиез. Прашање на време е кога тој пациент повторно ќе почувствува симптоми од покачениот крвен притисок, дали се силни главоболки, дали нестабилност при одење, дали повраќање, дури и градни болки како на инфаркт може да дадат од покачениот крвен притисок. Затоа лековите за притисок ќе ги пиете редовно. Значи тоа е најважно, да ги пиеме редовно и да не прескокнуваме. Друго, многу е важно да се почитува зборот на нашиот лекар како ни ги иницирал лековите. Многу често имаме кај повозрасната патологија, кај повозрасните луѓе да ги пијат лековите и да имаат доверба во лековите што ги пиела соседката, што ги пиела нивната сестра или нивниот брат. Значи, секој човек е различен. Еден лек, истиот лек за мене и за некој друг човек може да не делува. Не сваќате. Значи, затоа вашиот лекар точно внимателно ве екзаминира. Има лек кој има штетни ефекти, односно некакви нуспојави, па мораме да внимаваме, така да не смеете никако да си играме со лековите. Лекот ќе го пиете само што ви го препишал вашиот лекар. Добро е да се мери притисок наутро, рековте, по излегувањето од тоалетот или од бањата. Да ги примаат лековите. А за мерењето на притисокот е добро кога е во мир. Значи, да одмараат. Значи, после половина саат до саат одмор. Значи, после обичните прошетки дневни, да одмараат дома и тогаш мерат притисок. Значи, притисок никогаш да не се мери. Кога се во изразена физичка активност, значи, не знам, после фитнес некаков, после движење, после некаква физичка работа си чистел дома човекот, нели жената, или се работеле нешто дома луѓето, или после земјоделска работа, веднаш да се измери притисок, нормално дека ќе биде тој покачен. Ме разбирате? Че мора да одмори. Затоа, инаку во кој дел од денот, добро е во различни делови од денот. Значи, до и предпладне, и попладне, за да лекарот има увид. Ние, лекарите, иницираме кај одредени пациенти и поставуваме и така се наречени Holter 24 мониторинг, кој што 24 часа го мериме притисокот на пациентот во различни интервали. Зошто? Затоа што кај одредени пациенти се покачува притисокот во одреден период од денот и само тогаш треба да се даде лек и треба да му знаеме кој лек во кое време да го дадеме. Често велиме он мери притисок, меѓутоа каков е притисокот во 0,2 часот или во 0,4 часот кога пациентот спие. Ме разбирате, и тие вредности ни се многу важни. Или кога он само што се буди, само што станува. Значи, тој е еден циркадијален систем на човековиот организам. Го води во еден круг кој што ние мораме да го најдеме неговиот правилен распоред, за да правилно му ја дозираме терапијата за притисок, за покачен крвен притисок. Пред да ја затвориме темата, докторе, само уште едно прашање. Ми се појавуваат и со наши сограѓани па кои имаат проблеми со низок притисок. Дали и тоа има некаква последица и може да остави трага врз здравјето на нашите сограѓани? Да, во овој момент сите студии што кажуваат дека нискиот притисок не е голем ризик како високиот притисок. Меѓутоа се докажа дека луѓето
најдолго преживуваат, односно имаме најголема крива на преживување на оние кои го држат притисокот од 120 до 130. Сигнификантно е пониска од оние од 140, 150, нормално и 160, што оди зборувам за систолните, односно оној високиот горниот притисок што го викаат луѓето. Меѓутоа, забележано е само кратко дека кај одредени луѓе има понизок степен на преживување кој што се под 110. Не е јасно зошто. Меѓутоа, во овој момент медицината нема одговор на нискиот притисок. Значи, ние се уште не даваме лекови и не можеме да дадеме лек за нискиот притисок. Односно, нема лек кој што идеално ќе го држи вашиот притисок. Али сепак, мораме да внимаваме дека природно некои луѓе се склони да имаат низок притисок. И тоа се обично жени. Скоро на 5 жени е 1 маж, значи е многу поголема инциденцијата кај женската популација во однос на машката популација. Со тоа што ќе забележиме дека кај тие жени се обично така помирни, потивки, често се жалат дека вика докторе ме лула како чамец, значи ми е нестабилно, ми паѓа притисокот, нели полесно се успиваат, заспиваат. Меѓутоа мораме да сватиме дека пак тие имаат помал степен на оштетување на срцето и помал ризик од развивање на инфаркт на миокардот. Али не е само тоа, мораме да сватиме. Инфарктот е комплексна проблематика која што се развива од 6-7 фактори. Не е само притисокот, ме сваќате. Така да и тие со низок притисок се во ризик. Докторе, да ја завршуваме оваа наша прва видеосредба или овој наш стриминг, со тоа што ќе ги затвориме, значи, сите препораки, а генерално ќе кажеме дека освен здравиот начин на живот и здравата храна, исто така потребно е редовно јавување на лекар за помладите еднаш во текот на месецот кои што немаат симптоми и не боледуваат од болести, додека Но и сами да го мерат еднаш месечно. Инаку се советува прегледот да биде еднаш годишно. Значи доволно еднаш годишно еден рутински кардиолошки преглед да се види состојбата. Значи нема потреба младиот човек да доаѓа еднаш месечно во амбулантите кардиолошки, ме разбирате. Меѓутоа еднаш годишно да. Само преглед, значи мерење домашно, во домашни услови на притисокот, тоа да го практикуваме еднаш месечно, да не настане забуна. И редовно да ги примаат лековите. Значи никогаш пациентите да не прават собствени шеми и да ви кажуваат подобро ми беше ова, па подобро е од соседката таа и таа, значи никогаш да не на своја рака да не се заимаат лекови. Бидејќи лековите се хемикалии. Тие хемикалии не се секогаш добри за нашиот организам. Ви благодариме на одвоеното време и на вашето гостување. Предпоставувам, еве да им најавиме на нашите гледачи дека токму почитувани гледачи во моментов и наши постојано читатели на Дума МК, не пропуштајте да ја отворите нашата страна и да ја побарате категоријата Фан клуб вести, во која што како подкатегорија е токму здравјето и исхраната. Таму ќе ги пронајдете текстовите на нашиот денешен гостин, тоа е специјалистот кардиолог доктор Атанас Горгиевски, кој што ви стои на располагање. Таму е веќе објавен и неговиот мобилен телефонски број и секако консултациите. Докторе, ви благодарам што бевте денес наш гостин. Ви благодарам за одвоеното време уште еднаш на Дума МК. Почитувани гледачи во моментов и наши читатели, значи тука некаде го завршуваме разговорот со денешниот наш гостин и само да најавиме кратко, вие доколку и понатаму останете на платформата или на нашата веб страна, веќе за краток временски период ќе имате можност да проследите, ова посебно за мажите, докторе, еден добар спортски настан во нашиот град. Всушност нашата екипа ќе се пресели на една локација, не ја откриваме. Отворете го веб порталот Дума МК и ќе видите за што станува збор. Значи ќе имате вечер со спорт. Ви благодарам што не следевте.